Електронскиот национален регистар на прописи е преплавен од коментари на граѓани против предлог законот за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост. Се бара повлекување на решението за да не се дозволи раскрчмување на илјадници хектари земјиште по максимална цена од евро по квадрат. Нацрт законот е во интерес само на олигархијата, но не и на македонските земјоделци, предупредува иницијативата Граѓански фронт, која најави протести против предложеното решение од Министерството за земјоделство. Според нив, бизнисмените со голем капитал, кои сега се јавуваат како закупци на огромни површини, ќе добијат можност по багателни цени да се стекнат со сопственост што им припаѓа на сите граѓани. Тие велат дека ќе го продаваат земјоделското земјиште на земјоделците. Меѓутоа, кога ќе се задлабочите во текстот на законот, гледате дека всушност ниеден земјоделец нема да може да купи земјиште, напротив, ќе можат да купат транзицијски олигарси и странци со сомнително потекло на парите и со сомнителни намери. Значи, нашето земјоделско земјиште ќе биде грабнато од така наречени грабливци. Овој феномен не е само во Македонија, тоа се дешава во многу мали и сиромашни земји. Има име, се вика грабање на земја, land grabbing. Министерството за земјоделство не ги дава податоците на кои компании во моментов им е дадено земјиште под закуп, на колку години и по кои цени, пошто ќе стане појасно кој најмногу ќе ќари ако се донесе законот. Според последните податоци, договори за закуп има за околу 130.000 хектари. Имајќи го предвид големиот број на активни договори за закуп со разни субјекти склучени по различни постапки, време траење и висина на закуп согласно законот од една страна, а од друга страна, имајќи во предвид дека тој податок секојдневно се менува, Министерството не е во можност, имајќи го во предвид потребното време и човечки ресурси, да ви го достави бараниот податок. Предлог законот дочека на нож и од Националната федерација на фармери. Оттаму предупредуваат дека продажбата на земјиштето значи трајно губење на овој ресурс, додолку повеќе што станува збор за најдобро консолидираните парцели. Очекувано, најголем удар ќе претрпат малите земјоделски стопанства. Најавите дека ќе бидат продавани само крупни парцели, ќе ги стави семејните земјоделски стопанства во подредена положба, со оглед дека тие се со слаб инвестиционен капацитет и со мала можност за подигање кредити за купување на земјиштето. И додека надлежните најавуваат дека нема да дозволат злоупотреба на земјоделското земјиште, во предлогот се предвидува можност за пренамена во градежно земјиште по 10 години, што создава сомнеш дека на местото на плодната земја може да никнат згради. После 10 години, кога некој ќе го добие земјоделското земјиште под многу ниска цена, исклучително ниска цена, ќе може да го трансформира во градежно земјиште и да си гради што сака таму, а од друга страна исто така ќе може и да експлоатира минерали кои се наоѓаат под почвата. Отварање на рудници. Хаос во оваа наша држава. Јас велам дека доколку допуштиме да ова стане стварност, од Македонија нема да остане ни ма. Ова ќе биде последниот клинец во ковчегот на Македонија. Откако го врати законот за легализација на дивоградби, за кој исто така имаше лавина реакции, од кабинетот на председателот Стево Пендаровски не откриваат дали тој исто ќе постапи и со ова решение ако го помине собранискиот филтер. Оттаму велат, ако законот биде изгласан, ќе го разгледа текстот и ќе донесе одлука.